Македонија загуби од Франција и од Холандија, тие два порази веќе се архивирани, не очекува Романија. Од почеток да речам, сите мислевме за Романија дека ќе ни биде као дуел 1-1 за место во главна рунда. Што мислиш ти? И така и остана, дека Романија последната шанса. Да, пред се сакам да кажам дека немаме искуство на вакви надпреварувања. И мислам дека првата утакмица, првиот надпревар против Франција беше како отварање некое за нас. Значи да го скршиме ледот, што би рекле. Многу е тешко затоа што има и ограничено е играш, значи во група 3 надпревари се само. И сега ние против Франција изгубивме, против Холандија вчера повторно изгубивме. Тешко е малку да се вратиш во некој колосек. Знам дека луѓето многу очекуваат, но јас и вчера исто кажав на девојките дека ова не мора ништо да значи, дека мораш секако да се бориш до последна минута, мора тоа да го направиме. Ово остана шансата со Романија. Верувам дека денешниот ден ќе го поминеме со анализи, затоа што последна шанса е, мораме да дадеме се од себе, што би било на глава да се паѓа и да се дава гол, да се сплотиме сите заедно и зошто да не направиме. Верувам и во тие луѓе што беа на овие два надпревари на трибините, значи во таква атмосфера последниве 10 години никогаш не сме играле и во наше име, во името на тие наши најблиски што се на трибините и за нашата мила Македонија, зошто не направиме некое такво, не би рекла чудо, затоа што јас верувам во ова репрезентација, верувам во овие девојки, навистина има потенцијал, но самото неискуство на големите надпревари, самите катастрофални грешки на овие два надпревари против Франција и Холандија, толку изгубени топки, толку промашени шутеви, нормално со такви искусни и презрели репрезентации не можеме да се дозволиме. Тие го казнува секој наш погрешен потек и исходите на резултатите се тие какви што се. Но уште еднаш ќе напоменам дека против Романија нема да се предадеме лесно и дека ќе изгинеме до последна 60-та минута, 61-ва ако треба. И ова е наше домашно првенство, дома што го играме европско првенство и мораме да искористиме ова последна шанса. Кога постигнуваш по голоци, публиката гледа со каков жар, со каква страст ги прославуваш, дали дел од таа енергија успеваш да им пренесеш на помладите? Па јас тоа искрено не можам да го опишам. И јас секогаш коментирам тоа, го имаш во себе или го немаш во себе. Јас своите емоции не можам да ги кријам. Тоа се е кај мене транспарентно. Не знам, посебно кога се игра за националниот дрес, кога се бранат боите на државата и кога ќе видам како е сплотена ова, како фамилија сме ние овде со девојките, не знам, едноставно тоа го имам во себе и такви се тие емоции што не можам да ги контролирам. Не знам, секој погодок ми е важен и не само свој, него и на останатите, кој да даде гол, тоа е кој да јас сум дала или кој да таков и спортот. Ракометот е колективен спорт, не можеме да се радуваме индивидуално затоа што кога би почнали индивидуално да размислуваме, тогаш нема никакви резултати, тогаш нема никаков напредок. Не можеме да имаме. Познаваш дел од романските ракометарки, играше во бараж двомечот за пласман на светскот во Шпанија, но и селекторот на Романија, Флорентин Пера, ти беше тренер во ЦСКА Москва и добро те познава и тебе. Тоа е предност или? Па, може би е предност, да, како што и нели клучни играчи кај нас се многу малку, така да многу лесно може македонската репрезентација да се анализира. Но и јас исто знам некои негови стратегии. Романија е велесила, многу јасно, имаат феноменални ракометарки.
почнувајќи од Неаго, па не знам до која последна да ја ставам искрено, но понекогаш и не играат тете имињата, понекогаш игра срцето, понекогаш она што го поседуваш во себе и што другите пример го немаат, мораш да го истакнеш. Не знам, тука веќе може да се истакнуваат многу доста работи што би навело до победа. Така да за Пера можам да кажам дека исто така и јас го познавам, знам каква стратегија и он има. Пратам и на пријателските надпревари што ги игра, гледам дека воопшто и не менува ништо, така да јас веќе ги информирав нашите тренери и ете ќе видим, имаме 2 надпревари што и они до сега ги одигра во оваа групна фаза. И ќе видиме, се надевам дека ќе се справиме со тоа, се надевам дека ќе изолираме некои ракометарки од таму и да се поправиме ние во нападот. Мораме да ги намалиме сите технички грешки, мораме да подобриме реализацијата и тете, не знам, јас сум толку позитивна, не можеме да губиме надеж и така ги повикувам сите во среда, што е возможно во најголем број, затоа што ќе биде таа една пеколна атмосфера, како што гледам дека и доста романци има овде на трибините и што да не, да им се противставиме и тето да извлечеме некој најпозитивен резултат што на нас би не знам што би се случило, да не поткрене во секоја смисла, да го поткрене целиот македонски ракомет и што да не испаднеме некој херој на крај. Јас ете за тоа и мечтам. Сакам луѓето да зборат за македонската репрезентација, посебно женска репрезентација, да кренеме, да се кренеме самите себе и да не величат сите. Фала ти. Фала.